Визуелниот впечаток на новата Е-класа е силен, како и не би бил кога настапот наликува на поголемиот брат С-класа. Не само во дизајнот и пропорциите, туку и со детали како рамните рачки на вратите и силната хоризонтална хромирана линија што се протега низ капакот на багажникот помеѓу задните светла. Но малку покомпактна форма му дава нешто што потсетува на помалата С-класа. Сепак тука има елементи кои непогрешливо ќе одвојат од своите најблиски роднини. Тоа е новата маска на ладилникот, каде трикраката ѕвезда е придржувана со десетици помали расфрлани помеѓу фаровите. Задните светла исто така даваат посебна импресија и ветуваат дека Е-класа нема да биде помешана со било кој од роднините. Во нив господари повторно трикраката ѕвезда која дава посебна визуелна импресија. Натрешноста дефинитивно има повеќе заедничко со С-класа отколку со С-класа. Пред се, меѓуоскиното растојание е растегнато за 22 мм и ослободува повеќе простор во кабината. Сега вкупната должина на Е-класа е неполни 5 метри, поточно 4949 мм. Кога станува збор за инструмент таблата и инфозабавниот екран, новата Е-класа има повеќе заедничко со електричните модели на куќата. Стандардно ќе се испорачува со самостоен дигитален дисплеј на инструменти и медиумски екран MBUX интегриран на предната конзола. Опционално може да се прошири со екран пред совозачот. Барем на почетокот Е-класа ќе се нуди исклучиво со 4-цилиндерски мотори, а само американските купувачи ќе бидат почестени со 6-так кој ќе ја носи ознаката Е450. Повеќето од половината изведби ќе бидат со погон на приклучен хибрид, додека сите останати верзии се хибридизирани. Почетната изведба Е200 е со погон на задните тркала. Во бензинската верзија располага со 204 конски сили. Дизелот има 197 коњи, но за разлика од бензинецот достапен е и со 4-матик погон на сите тркала. Најспориот ќе го совлада спринтот од мирување до стотка за 7,8 секунди, а максималните 238 км/ч ќе се достигаат со помош на интегриран стартер генератор, чија моќност е зголемена на 17 kW. Приклучните хибриди се впарени со бензински агрегати со 4 цилиндри, поврзани со електричен мотор од 95 kW, кои може да испорачаат електричен опсег на возење до 100 km. Тоа е Е300E со 313 коњи 4-матик, како и Е400E 4-матик со 381 конска сила. Овој последниот засега е најбрзиот меѓу сите со спринт до стотка за 5,3 секунди. Мерцедес официјално потврди дека традиционалното пружинско осланување е стандардно, но за вистинско луксузно искуство наменета е опционалната воздушна суспензија Airmatic со приспособливо амортизирање и управување на задната оска. За сега Мерцедес не ги објавува цените. Тоа ќе го направи во текот на летото, кога купувачите ќе можат да започнат со нарачките и конфигурирањето на своите возила.